Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ња грешного. У денешното свето литургиско евангелие слушнавме дека Спасителот наш Господ Исус Христос пристигна со своите ученици во земјата на Гадаринците, каде се сретна со еден несреќен човек опседнат од зли духови, кој ги кинеше железните синџири со кои го врзувале, внесувајќи страф и ужас кај сите жители во околината. Христос ги изгони злите духови од страдалниот човек, враќајќи го во нормален живот, а демоните побара од Христа дозвола да влезат во стадото свињи, кои потоа се удавија во морето. Слушајќи го ова евангелско сведоштво, кој од нас може да се сомнева дека злите духови постојат и дека по Божјо допуштение можат да нанесат штета и на луѓето и на животните, изложувајќи ги на маки, па дури и на пропаст? Светото писмо и житијата на светите отци на црквата не уверуваат во постоењето на злите духови. Од книгата Битие знаеме дека ѓаволот, јавувајќи се во облик на змија, ја измамил нашата прамајка Ева, да ја прекрши Божјата заповед, а таа пак го вовлекла во грев и праотецот Адам. Затоа ѓаволот се нарекува човекоубиец од почетокот. Од книгата на Јов дознаваме како ѓаволот по Божјо допуштение му го одзел на праведниот Јов имотот, ги погубил неговите деца и на крајот го удрил со тешка болест, измачувајќи го со големи маки. Светиот апостол евангелист Јован вели: кој прави грев, тој од ѓаволот, зашто ѓаволот греши од почетокот, затоа се појави Синот Божи за да ги уништи делата на ѓаволот. И самиот Спасител за време на своите 40 дена во пустината беше искушуван од сатаната, со предизвикување нетрпеливост, со гордост и со желба за власт. Христос ги изгони демоните од обседнатите луѓе и им ја даде истата власт на своите апостоли. Светиот апостол Петар не предупредува: бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник ѓаволот обиколува како лав, што рика и бара некого да го проголта. Ѓаволот, браќа и сестри, е реално суштество, а не плод на имагинацијата, личност со разум и волја. Црквата секогаш го признавала постоењето на злите духови. Светите отци и учители на црквата сведочат дека постои царството на сатаната, дека постојат паднати ангели кои се исполнети со омраза кон Бога и кон луѓето, постојано настојувајќи да им наштетат на човечката душа и тело. Но вистинскиот христијанин може и мора да им се спротивстави. Житијата на свидетелите ни покажуваат многу начини со кои ѓаволот ги измамувал и искушувал, тоест им се јавувал во различни облици. Се борел против нив неуморно, а често дури отворено признавал дека е победен од нивната вера и добродетелност. Верата во постоењето на злите духови одсекогаш била присутна во човечкиот род, исто како и верата во добрите ангели и самиот Бог. Кој верува во Бога и во неговото божествено откровение, тој верува и во постоењето и влијанието на духовите врз човекот. Само оние што го негираат личниот Бог, го негираат и постоењето на духовите. Дејствата на ѓаволот со кои тој се обидува да го наведе човекот на грев се многу разновидни. Ѓаволот им се јавувал на своите угодници во различни облици, како боголико суштество на преподобниот Пахомий, како светол ангел на светиот Симеон Столпник, како човек на преподобниот Макари Египетски, како змија на прародителката Ева и во многу други сетилни облици. Едни подвижници ѓаволот ги плашел со привиденија за да ги одвлече од богомислието и да ги воведе во очај, кај други предизвикувал смеа и разни
несериозности, за да ги направи расеани, кај некој предизвикувал ослабување на силите и дремка за да ги одврати од добродетелност и молитва. Кај други пак ја возбудувал крвта и ги поттикнувал телесните страсти за да ја нарушат нивната чистота, и духовна, и телесна. На едни им се обраќал со пофалби за да ги поттикне кон гордост и суетност, други ги напаѓал со навреди и клевети за да ја поколеба нивната трпеливост и да ги воведе во гнев, злоба и осветољубивост. Некој ги доведувал до сиромаштија, за да ги поттикне на ропот против Бога, кражба или дури и на самоубиство, додека на други им помагал да се збогатат за да паднат во раскош, гордост или алчност. На едни им всадувал прекумерна надеж во Божјата милост, за да ги направи мрзливи и невнимателни, кај други пак сеел очај во Божјата милост, за да ги одврати од покаяние, доведувајќи ги до духовна пропаст. Накратко, ѓаволот секогаш ги приспособува своите искушенија според расположението на душата на секој човек, а неговата сила секогаш се потпира на нашите слабости. Подвижниците на побожноста му се спротивставувале на ѓаволот, со трпение, воздржување, подвиг, пост, молитва, читање на Божјото Слово, крсното знамение и добродетелен живот. Ова е оружјето со кое демоните се плашат и пред кое треперат. Тоа оружје ни е оставено како наследство. И секој што ќе го употреби со вера, неизбежно ќе излезе како победник. Да се вратиме на евангелската парабола. Злите духови што се вселиле во Гадаринскиот безсомачен, знаеле дека Христос ќе ги изгони, тие почнале да го молат да не им заповеда да одат во бездната, туку да им дозволи да влезат во стадото свињи што пасело во близината. Христос им дозволил. Од ова гледаме дека демоните немаат власт да се вселат не само во човек, ни туку ни во живот, но без Божјо дозволување. Зошто Бог дозволува злите духови да се вселат во луѓето? Причината е нашите греови. Да се спомнеме на светиот апостол Павле, кој дознал дека еден човек во Коринт сгрешил со тежок грев. Тој одлучил да го предаде на сатаната за мачење на неговото тело, да духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. Така страдањата и маките може да го натераат човекот да се освести и да се врати кон Бога. Бог дозволува злите духови да се вселат и заради посрамување на самите демони, како што гледаме во животот на праведниот Јов. Тој издржа многу маки и страдања, но сето тоа служеше за посрамување на ѓаволот и за прославување на Божјото име. Секој искушение од демоните е можност за нас да покажеме храброст и добродетел. Секое грешно чувство, секоја нечиста мисла доаѓа од нивното внушување. Кога ќе го победиме искушението, ги посрамуваме злите духови. Нашето оружје е Божјото Слово, верата, молитвата и крсното знамение, вели светиот апостол Павле. Спасителот Христос пак вели: овој род се истерува само со молитва и пост. Светата црква пее: Господи, Твојот крст ни го даде како оружје против ѓаволот, од кој тој трепери и се плаши, не можејќи да ја поднесе неговата сила. Како демоните се вселуваат во нас? Демоните се вселуваат преку нашите страсти, преку пијанство. Човек што се предава на алкохолизам често видливо ги доживува демоните и моли за избавување од нив. Преку гордоста, страшна и погубна страст, која обично ја опишуваме како демонска гордост. Преку гневот и раздразливоста, кога велиме дека некој се беснее, преку телесните страсти кои најмногу ги погубуваат луѓето.
a ние, примајќи ги светите Христови тајни, се стремиме повеќе да ја зачуваме својата чистота, иако често се молиме, се каеме за гревовите, се осенуваме со крстното знамение и се подпираме на Бога, злите духови нема да имаат никаква власт над нас. Но за жал тоа ретко го правиме или го правиме без доволно внимание, па повторно паѓаме во гревови. Христос предупредува: кога нечист дух ќе излезе од човекот, тој оди по безводни места барајќи одмор и не наоѓајќи вели: ќе се вратам во мојот дом од каде што излегов, и кога ќе дојде, го наоѓа празен, исчистен и украсен. Тогаш зема други 7 духови полоши од него и тие се вселуваат и живеат таму. И последната состојба на тој човек е полоша од првата. Во длабокото осознание за се за што денес зборувавме, да му се помолиме уште поревносно на Господа, како што Христос ги учеше своите ученици: Оче наш, не воведи не во искушение, туку избави не од лукавиот. Амин.